Кажете ни кои се бенефитите за корисниците на оваа програма? Лицата со телесен инвалидитет со најмалку 80% на долни екстремитети, набавката на патничкиот автомобил за нив всушност представува ортопедско помагало и единствена можност за инклузија, за нивна инклузија во општеството. По пат на набавка на моторно возило тие стануваат самостојни во своето движење, може да одат на училиште, да студираат, да одат на работа и едноставно да се вклучат во сите пори на општеството, што за нив навистина представува нов видик и нова можност за успешност. До сега, години наназад, ние во комуникацијата со Министерството за труд и социјална политика се обидувавме да го вратиме ова право кое ни беше укинато 1998 година и еве после долги години на преписки и дописки успеавме да најдеме модел, првичен модел, се надевам дека е првичен, по пат на програма да се затвори ова прашање. Зошто така размислуваме, бидејќи сметаме дека многу поголем број на корисници ќе бидат пријавени од страна на листа со телесен инвалидитет во однос на онаа колку што овозможува програмата за 2016 година, но како и да е, ова е еден голем чекор напред за нашите членови. Се однесува до заинтересираност, а веќе ги информиравте ли корисниците на оваа програма, на оваа мерка? Да, нашите членови се информирани веќе од стартот на преговорите, веќе од стартот на можноста на носењето на одлуката за набавка на патнички моторни возила. Ние преку нашата веб страница mobilnost.mk, преку порталите на Facebook и другите социјални мрежи ги запознатме нашите членови. Вчера и го објавивме повикот за рефундирање на средствата и очекуваме тие да бидат похрабри, да набават моторно возило и да се јават на огласот за рефундирање на средства. Мобилност Македонија има зачленето околу 8200 членови, меѓутоа ако знаеме дека околу 2000 лица со телесен инвалидитет користат додаток за мобилност, тоа е всушност една потенцијална бројка на можни баратели на оваа услуга, така да колку од нив ќе се осмелат во првиот момент да набават моторно возило, навистина не знаеме. Знаете дека живееме во малку сложени економски услови. Лицата со телесен инвалидитет во принципи се малку погодени повеќе од останатите, бидејќи имаат одредени давачки за својот нормален живот. Меѓутоа, очекувам да програмата биде исполнета комплетно за оваа година.